Почитувани, добре дојдовте на подкастот на Националното здружение за МС, МС за почетници. Јас сум Ана Карајанова Димитрушева, овој пат во улога на водител на овој подкаст. Наш денешен гостин е главна медицинска сестра на Универзитетската клиника за неврологија Гордана Димевска. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и од мене, Ана, и ви благодарам на поканата и можноста да кажеме некој збор за оваа тема. Значи, за почеток, да истакнеме дека секоја година во Македонија се диагностицира 90 до 120 нови случаи со мултипла склероза. Значи, секогаш би била актуелна оваа тема, затоа што имаме, за жал, секоја година се нови лица со МС. Ајде да започнеме да ги запознаеме новите лица со МС, што е мултипла склероза и како се развива оваа болест. Така е, Ана, за жал болеста зема се поголем замав, како што сте информирани, негде околу 2,8 милиони луѓе во светот веќе се диагностицирани со оваа болест, а според нашите последни статистики, околу 2027 пациенти се лекуваат или пак се јавиле за преглед на Универзитетската клиника за неврологија. Мултипната склероза всушност представува хронична автоимуна болест која го зафаќа централниот нервен систем, значи големиот мозок и работниот мозок. Во поново време, како посебна форма е демиелинизацијата на оптичкиот нерв. Всушност, како што спомнав, проблемот настанува кога се губи онаа обвивка, која што се нарекува миелин, настануваат инфекција, останува лезија и со тоа се намалува спроводливоста на нервите во однос на импулсите. Така, значи, овајде да го објасниме малку подобро за новите лица со МС. Некаде прочитав дека она што го објаснивте сега, обвивката на нервите е оштетена и така натаму, некаде го имаше објаснето како еден кабел, каде што изолаторот на кабелот е оштетен и нема трансмисија на сигналите. Така. Точно, за да може да го разбира тоа, да можат да направат споредба дека самиот нерв да го споредат со каблите за спроведување на струја. Мобилен телефон, да, па се нервираме, не ни функционира, да. Така, ви благодарам. Вака сега, кои се најчести симптоми и како може да се менуваат со текот на времето? Вака, не постојат две лица кои е диагностицирана на оваа болест да имаат исти симптоми. Може да имаат слични симптоми и најчесто опфаќаат замор кој што не е поврзан со физичка активност. Понатаму може да имаат проблеми со видот, од типот на замаглен вид или дупло гледање на сликите. Може да осеќаат пецкање или некоја слабост во одреден екстремитет и обично варираат симптомите во зависност од тоа во кој дел од мозокот се овие лезии. Каде е всушност оштетувањето, затоа што секој дел од мозокот е одговорен за одредена работа, односно за одредена функција која што ја вршат. Добре, кога ќе погледнеме снимка од магнетна резонанца, дали може да се предвиди која лезија и какви оштетувања би чувствувал пациентот? Да, секако, дека лезијата ги одредува и симптомите. Така, ако пациентот има оштетување, односно демиелинизација на оптичкиот нерв, логички е дека ќе има проблеми со видот. Доколку има, значи во било кој друг дел од мозокот, сега тоа повеќе би можеле лекарите да го објаснат. Така. Секако дека ќе има оштетувања во смисол на слабост, во смисол на трнење на некој дел од екстремитетите и така. Друго што би ги интересирало новодиагностицираните пациенти со МС. Не знам, како например, лице со МС како да препознае дека се работи за релапс, односно нов напад? Пред да ги објасниме начинот на кој што они може да утврдат дали се работи за релапс, може би подобро е да им ги објасниме самите термини и формите на мултипна склероза. Значи, постојат неколку форми на мултипна склероза. Најчеста форма е релапс ремитентната форма, односно тоа е форма во која што пациентите доживуваат одредени симптоми, се третираат и после тоа влегуваат во еден период на ремисија, односно кога болеста мирува. Таа е најчеста форма и се јавува за околу 80% од индивидуите кои се засегнати од оваа болест.
Сад доколку овие периоди се премногу чести, навлегуваат една во друго, односно релапсите навлегуваат во една во друга, значи постојат периоди на влошување, па периоди на подобрување, со тоа што нема комплетно подобрување, значи таа форма може да преиде во секундарно прогресивна форма. Примерно прогресивната форма па е форма во која што симптомите не се повлекуваат, туку само со секој нареден напад, атак, значи само се влошува состојбата. Постојат и така наречени клинички изолирани синдром. Тоа е некако како пред форма на мултипна склероза, бидејќи вие имате симптоми, меѓутоа се уште не ги исполнувате критериумите за да ви се постави дијагноза за мултипна склероза. Што не значи и дека понатаму во животот би развиле мултипна склероза. И посебна форма е радиолошки изолиран синдром, односно кога вие се јавувате за некоја друга болест, главоболка на пример, и при снимка магнетна резонанца на мозокот имате лезија, меѓутоа немате никаква симптоматологија. Значи, релапсот е всушност кога е болеста активна. За да вие препознаете релапс, мора да бидете свесни дека промените што ви се случуваат не се поврзани со некаква си инфекција, воспротивно се може да се дел од самата болест. Значи, се додека не се исклучи дека се работи за некаква си инфекција, значи не можеме да потврдиме дека се работи за релапс, нели? Тоа се истите симптоми, може да бидат зголемени, дали се тоа трнења, дали е слабост, дали се проблеми со координација, секако замор, значи некогаш може да бидат потенцирани, меѓутоа мора да исклучиме дека не се работи за инфекција, за да друга инфекција на било дали се работи за уринарна инфекција, дали било која друга. Така. Јас мислам дека гледачите ќе ги интересира што се е потребно за да се дијагностицира ЕМЕ, значи кои све тестови и анализи треба да се направат за да, нели, и кој го има нормално докторот, најверојатно специјалист го има последниот збор каде што констатира дека се работи за мултипла склероза, меѓутоа кој е патот што треба пациентот да го помине за да, за жал му се констатира мултипла склероза. Секако, дијагнозата за мултипна склероза ја поставува лекар, специјалист, невролог. За да се постави една дијагноза, потребно е да исполнува неколку критериуми, тоа сигурно дека докторите подобро го знаат. Значи, многу е битно дека треба да се направат одредени испитувања, кои вклучуваат лумбална пункција, која што се работи исклучиво на Универзитетската клиника за неврологија, при што се прави анализа на ликворот, се прави електрофореза на ликворот и се одредуваат присуство на олигоклонални антитела. Значи, понатаму се прави магнетна резонанца и тоа во неколку, во неколку правци, со флер, да повеќе радиолозите го разбираат. Потребни се да се направат визуелни евоцирани потенцијали и сензорни евоцирани потенцијали и понатаму, нели, треба да се направи пред почетокот и невролошки преглед. И тоа е се од страна на невролог. Апсолутно, невролошкиот преглед нас не изгледа многу наивно кога ни го прават невролозите. Може би да, меѓутоа допирај нос или нели. Меѓутоа тоа се тестови со кои чукнување, со кои што ја испитуваат, нели, тие спроводливоста сепак на нервите, тие точно знаат каде треба да. Така. Нас не изгледа наивно, меѓутоа е многу сериозно. Апсолутно. Да. Сега, од кога ќе се дијагностицира пациентот, да речеме, кои третмански опции се достапни кај нас? Односно, кои лекови може да се дадат? Лекови, да, секако дека се дават. Може да кажам дека за среќа Македонија ги прати, нели, тие трендови на воведување на нова терапија за третман на пациентите со МС. Значи, може пациентите да добијат терапија која што е имуносупресивна, или имуномодулаторна. Тоа малце поише да го објасниме што значи имуносупресија, што значи имуномодулатор. Значи со имуносупресивните, значи тие делуваат го инхибираат самиот имун систем на пациентот, го потиснуваат. Додека имуномодулаторните
прават промени на самиот имун систем, делуваат на одреден дел во имуниот систем. Имуномодулаторната е понова форма на лекови и за среќа кај нас се доста голем број од тие лекови достапни. Дали во таблетарна форма, сега можем да се пофалам дека сите оние што беа интравенски се заменети веќе со субкутани, со што се намали престојот на пациентите на нашата клиника. Без разлика дали се работи за натализумаб или за окрелизумаб, пациентите максимум до 3,5 часа се задржуваат, вклучително чекањето на лабораториските наоди. Сето тоа е централизирано, значи порано пациентите се шетаат, нели знаете дека клиниката се состои од 3 дела, имате неврофизиологија, имате одел, па имате дневна болница, по склоп на амбуланта, сега е исклучиво во дневната болница. Таа е на почетокот, на влезот на клинички центар, со тоа е олеснат пристапот, значи имате можност доколку имате потреба од помагало, значи да е достапна и за пациентите кои што користат помагала. И точно знаат каде треба да се јават. Значи немаат потреба да лутат по зградите, да ги бараат лекарите, затоа се задолжени сестрите кои што работат во дневната болница. И се надевам дека задоволството е многу поголемо отколку порано. Мислам да. Јас мислам дека апсолутно да има подобрување нели во односот и третманот на пациентите, нели побрзо ќе завршат работа, нели сето тоа си е на едно место. Да. Секако целта ни е таа, значи ние сме тука за пациентите, да им го лесниме начинот на кој што доаѓа до таа терапија, да им го скратиме престојот, значи да не ден губат, да можат тие што се во редовен работен однос или без разлика што се работно способни и се работно ангажирани, да го смалат, да не го изгубат денот, да може да се вратат на работа. Јас бев сведок, баш примав нели терапија субкутано за прв пат, окрелизумаб. Баш бев сведок кога доаѓаа пациенти, нели да им земаат она крв, нели премедикацијата, ги рече јас одам на работа, ќе дојдам околу 2,5 да го примам нели лекот. Значи нема проблем, он воопшто не губи време од работа. Точно, не губи и морам да се да се пофалам дека сме први во регионот со воведувањето на окрелизумабот во субкутана форма, а втори во Европа. Да. Имајте први во Европа, еве да видиме после кој сме. Мислам дека се Шпанија, не сум сигурна, тоа ќе треба фирмата која го носи лекот да го потврди дали е вистина или не. Така. И сега прашањето не одговоривме уствари кои терапии се достапни. Јас знам, мислам дека чинам има 11 различни во таблетарна форма се достапни терифлунамидот или така наречена баџо, диметилфумаратот, мавенклад. Понатаму имаме интерферонската терапија. Значи тука е Авонекс, Ребив 2244, тука е Копаксонот и бетаферонот, така. Тие, значи, пациентите како месечна терапија ги подигаат, нели, согласно тоа како почнале, со тоа што се обврзани на секои 3 месеци да дојдат на клиниката за да се направи проценка на самиот пациент. Така, веќе нема полномошно и... Има полномошно, не зборам во таа смисла, полномошник и сега 2 години да не се појави пациентот со тоа што кога ќе се појави, она па каде си до сега? Да, тоа се појави како потреба, бидејќи имаше неколку пациенти кои што редовно преку својот овластен да речам, овластено лице кое што е нели со полномошно е подига терапија, пациентот не ја добивал терапијата. Така да имаше ситуации каде што по 3-4-5 месеци подига терапија, не ја примаат. Јас би сакала да им порачам на сите пациенти дека е многу важно да редовно да ја примаат терапијата. По таа причина, за да можат, доколку имаат некаква потреба, некаков проблем, да бидат обврзани да се видат со лекарот кој што ги води на секои 3 месеци. Најмалце 3 до 4 пати во годината да морат лично да дојдат и за секој некој проблем кој што го имаат или за кој што можеби и не се ни свесни дека го имаат, да разговараат со ординаричкиот нивни невролог. Апсолутно. Јас имам приметено и дека
Добро, многу често зборувам со другите лица со мултипла склероза и обично ме прашуваат добро на која терапија си ти, ќе им кажам и сега како се чувствуваш подобро? Јас еве некако се обидувам да им објаснам дека терапија за МС не можеш да се чувствуваш подобро, мислам, не е С витамин или не знам што. Успешноста на терапијата со МС, ако не грешам, се огледа во тоа што тебе ти ја одржува состојбата и нема влошувања. Не се детектирани влошувања. Во тој случај се работи за успешност на терапијата што ја примаш за МС. Ако не се лажам. Вака са, тоа секој може различно да реагира на одредена терапија. Некогаш не е причината заради релапси кога ќе се смени терапијата. Некогаш се самите несакани ефекти кои што неодреден лек ги има кај пациентите. Најчесто таков проблем има метесофинголимодот кој што исто нели во таблетарна форма. Затоа од таа причина ние се во последнава година дена имаме воведено еден формулар, образец, каде што секој пациент кој што треба по прв пат да се вклучи, треба да ги исполни одредените критериуми, да направи одредени испитувања доколку неговиот невролог смета дека треба да биде наставена некоја терапија по прв пат или доколку има такви некакви негативни ефекти од одредената терапија, на сето тоа во образецот го објасни и формирана е комисија која што е составена од 5 невролози кои што имаат за задача сите тие досиеа да ги разгледаат и нели едногласно да одлучат дали пациентот ги исполнува критериумите за вклучување на терапија, дали за првично вклучување и за првично и за промена, преоѓање на поефикасна да речеме терапија. Од и вашето присуство кај ординирачкиот невролог е од клучно значење. Значи вие тој ве следи и е во тек со сите промени што ви се случува. Оти нели болеста не можеме секогаш да ја контролираме, ние мора да сме свесни дека сепак е тоа хронична болест за која што за жал не постои лек. Овие лекови не ја лечат болеста, они само доведуваат до состојба во која што ќе се намалат релапсите или воопшто нема да добивате релапси. Состојба каде што контролирано се одржува. Апсолутно, затоа што нели причината не се знае. Се претпоставува дека можеби да е некоја инфекција, дека можеби да е генетски предиспонирана. Меѓутоа што доведува до тоа да, пошто нели спомнавме дека е автоимуна болест, што доведува до тоа да самиот организам ја напаѓа обвивката се уште не е целосно утврдено. Има колку што имам читано, има можни фактори за развиток на МС. Точно, фактори на ризик. Тие се можни. Не значи дека се сигурно сите, тие, точно. Мислам, јас имам нели блиски што живееме во иста средина, исто сме се однесувале, исто дали е пушач, не е пушач, исто било се, меѓутоа кај едниот се развила МС, кај другиот не се развила МС. Да, не можеме да го предвидиме тоа кај кого ќе се развие или не. Некогаш, значи, во еден период се претпоставуваше дека се јавува и како недостаток на витамин D и недостаток на витамин B12, кој што директно учествува нели во составот на оваа обвивка, миелинска обвивка. Меѓутоа, имајте во предвид дека витамин D не може да ја лечи болест. Оти многу од пациентите беа доведени во заблуда дека само со витамин D може да ја контролираат болест. Значи, витамин D е суплемент, кој што нормално треба да го земат и здрави индивидуи, особено во периоди кога нели не сме доволно изложени на сонце. Хронична болест, мултидисциплинарен пристап е потребен, не е само но дека лекот, суплементот, има и вежбање, и исхрана и многу фактори. Апсолутно. Но да не се ослонуваат на тоа дека немат потреба од некоја од овие имуномодулаторни или имуносупресивни терапии, туку дека само треба да пијат витамин D. Ајде сега, јас мислам дека гледачите ќе ги интересира што доколку пациентот развива нуспојави на одредена терапија, на одреден лек. Доколку се јават некои од несаканите ефекти кои што не можат да се контролираат и заради кои е потребно да се
прекине терапијата, значи ординирачкиот невролог веднаш го патува истиот пациент до комисијата. Комисијата заседава 2 пати во месецот за да се направи соодветна промена на терапија. Клиниката по прв пат до сега има достап на терапија. Значи, за разлика од ланската година, каде што имаше пациенти преку 50 кои што чекаа за да се вклучат на некаква или пак да се преместат на некоја друга терапија, сега веќе таква листа на чекање нема, туку од еден до друг состанок најмалку 5 до 6 можат да имаат пациенти кои што во меѓувреме се јавиле на преглед, па невролозите да ги дадат на комисија за промена или по прв пат вклучување на терапија. Каде треба да ја пријават несакана појава од лекар? Така, значи несаканата појава треба да ја пријават кај ординирачкиот невролог, а доколку се јават на клиника кај клиничкиот фармацевт Бранка. Добра Бранка. Кај Бранка, значи се пријавува се што треба. Во моментов ним текнува никое следно прашање што би можело да ги интересира луѓето со мултипла склероза? Со оглед на тоа дека ни е ова подкаст наменет за почетниците. Јас би сакала малце да се фокусирам на оној дел кој што нели навлага во менталното здравје, нели прво од самото соопштување на дијагнозата, а понатаму и со тоа како треба да се носат со самата дијагноза. Сакам да истакнам дека многу големо влијание на она како ќе иде текот на болеста има и начинот на кој што се размислува, значи начинот на кој што лицата на кој што им е соопштена дијагнозата го размислуваат тоа. Мора да сме свесни на тоа дека каква ни е мислата, нели старите викаат таков ни е животот. Значи колку попозитивно ја прифаќаат нели самата дијагноза, толку подобар исход ќе имаат. Мислата не е магија, но мислата го обликува однесувањето, а нашето однесување па го обликува начинот на кој што ќе живееме, нашето секојдневие. Значи, ако ние се фокусираме на проблемот, ние само проблемот ќе го гледаме. Меѓутоа, ако малку го тргнеме фокусот од тоа дека ја имаме таа дијагноза, да сме преоптеретени со тоа што ќе биде, како ќе биде, знаете, ние најмалку зборуваме за оној диалог кој што го имаме сите во својата глава, кога разговараме нели сами со себе. Нема поголемо влијание од тоа да ви биде позитивна мислата, да си го креирате животот без да се фокусирате на тоа како другите ве доживуваат, без да размислувате за она што утрето ќе носи. Значи, многу е битно да сте позитивни и да останете позитивни, пошто не само мултипната склероза, секоја друга автоимуна болест или било која друга хронична, дали е заразна, дали е незаразна болест, знам дека обременува. Вие не можете да го сопрете текот на мислата. Но затоа можете да се замислите себе си дека се ќе биде добро, нели? Да си визуализирате, да си користите афирмации, да се прифатите онакви какви што сте. Апсолутно, јас доста ми се јавуваат родители на лица со МС. Не мора да се деца, и повозрасни лица. Ми се јават и обично имаат нели милион прашања, меѓу другото, па добро сега ние сега не знаеме како ќе биде утре, како викам поликате малце, викам здрав, прав спортист, викам ништо да не му фали, викам во живот да не се разболел, не запалил цигара, не се напил ни пиво, ни ништо, викам. Тој знае, викам, како ќе биде утре? Па не. Викам, па никој од нас, викам, не може, ако можеме да си го предвидиме утрето, ќе сме знаеле како да се поставиме или како да си го програмираме животот. Значи, мислата не треба да ни биде непријатна. Ти знаете, колку повеќе негативни мисли имаме, толку сме повеќе во стрес. Нели, самиот стрес носи тука е веќе психосоматика, така вие цело време размислувате на негативни работи, нели? Самата е еден чир на жолник, па се добива од стрес, нели? Да. Кога би се фокусирале на смиреност, на надежда, на позитивните работи, духот кога е јак и телото е јако, нели? И сега наместо да мислиме на стресни работи, најдобро е да мислиме на позитивни работи. Зато една мисла наместо да носи страв, треба да носи светлина, например. Така некако замислуваат.
да ги охрабриме. Точно. Значи не сакам да помислам дека тука се завршило. Не е крај на животот доколку се Апсолутно. диагностицира и ме, многу пати им викам, тоа е нов живот. Не е крај на живот ако ти диагностицираат МС, тоа е нов живот. Значи треба да си го прилагодат животот според нивните способности. Обично се осврнуваат на онај, јас бев вакво можев да се качам на водно, леле најдобар кошаркар бев, ова бе, викам, добро, викам, јас викам на штикли одев, не знам, или трчав на штикли, сега не можам. Меѓутоа сега може нешто друго да работиш. Односно да допринесеш на било кој начин. Физичката активност и понатаму треба да им биде на прво место, затоа што не треба да Апсолутно, менуваат вежбите. нешто во тоа. Или самото тело ти, нели, како си и кај здрав човек нервните клетки изумираат. Мислам, тоа е нормален процес, тоа е процес на старење. Нервната клетка не се обновува како на пример клетката на кожата, меѓутоа постои така наречена невропластика, значи кога одреден дел од мозокот ќе ја превземе функцијата на оној што веќе згаснал. Така да кога вие сте во постојани одредени движења, да речам, качувања, работа, дали е тоа нешто когнитивно, мисловно решавате, правите, значи вие постојано го тренирате мозокот на тие работи. Значи мозокот наоѓа начин да доколку во одреден дел нешто затаи, да со помош на таа невропластика се го надокнади на друг начин. Значи дали е тоа ако е некој конкретно и за васкуларни работи, ако е закршен крвниот сад, тој ќе најде некоја колатерала, некои помали крвни садови и повторно ќе го искранува делот од мозокот. Така да многу е битно да вие сега не се затварате, да не се изолирате социјално, значи да не сме јас сум болен и сад цел ден дома ќе седиме, тоа апсолутно непрепорачливо. Препорачливо е да одредени лица во кои што имате доверба, нели нормално, им ја соопштите вашата дијагноза. Затоа што како поминува времето може да го чувствувате заморот во денови кога не сте ги очекувале. Се некој ќе мисли дека сте вие мрзливи. Значи мора да ја разберат болеста. Многу не доживува околината. Стигмата е најлошата работа. Да. Тоа е повеќе од јасно. Са ние живееме во една, да речам, земја во која што стигмата е страшна, значи. Да, на тој дел не сме нешто многу развиени, така не сме нешто многу емпатични, ама јас се надевам дека ќе бидеме. Па, колку повеќе зборуваме за оваа тема, толку повеќе се развива стигмата. Значи, многу е битно да и пациентите си кажат што им пречи, што не им пречи. Знаете како, некој може да смета дека треба нешто да му помогне, а тој тоа да го доживува па обратно, нели, да мисли дека ете он ме доживува како не знам инвалид, па сака да ми помогне, така дека ме сожалува. Оти многу е битно да има комуникација која што ќе тече во двете насоки. И тој што сака да ви помогне да е јасен во своите насоки и како од која причина го прави тоа, меѓутоа и самите пациенти да му објаснат што им пречи, а што не, што би сакале, а што не во нивниот однос. Значи кога вие би биле вака во овој контекст, нели во дискусииве отворени, јас мислам дека помалку недоразбирање ќе има и помалку ќе се чувствуваат непријатно пациентите. Колку е важно редовното земање на терапијата? Така, континуитетот на терапијата е еден од најважните фактори во контрола на болеста. Многу е важно да пациентот самоволно не го прекинува лекот, дури и ако има подобрување на неговата состојба, затоа што не можеме да знаеме дали болеста во позадина се уште е активна, нели? Зборувам кога се работи за релапси. Доколку пропуштат некоја доза од оваа имуномодулаторна или имуносупресивна терапија и се доближува времето за следната доза, да го земат лекот. Доколку не, значи да не ја дуплира дозата, значи ќе ја земат во периодот кога треба следното апче или следната инекција да биде земена. Значи не е некој голем пропуст, меѓутоа да не биде чест. Така. Друго што би можело да ги интересира лицата со МС, дали болеста е наследна, односно дали доколку родител има МС, дали неговото дете ќе наследи МС? Мултипната склероза не е наследна во класична смисла во однос на дали е тоа доминантна рецесивна болест, туку има само генетска некаква предиспозиција. Значи, според податоците достапни, значи, можноста за да детето да ја наследи таа болест е 2 до 5%. Значи, нема директно наследување
кај ова болест, ретки се такви случаи. Што им читано кај близнаците, односно ако едниот близнак заболи од ДМС, не знам доколку се еднојајчани одреден процент, односно поголем процент, да речеме 25%, дека и другиот ќе ја развие МС, тоа го имам читано јас. Немам таков податок, пошто нели самата животна средина, инфекциите, надворешните влијанија исто имаат, нели, може да допринесат до појава на болеста, меѓутоа директна наследност нема кај оваа болест. Така. Ајде сега уште да спомнеме ова. Колку обично голем дел од луѓето бараат, да речеме, мислења, односно надворот од нашата држава и веќе рече, ау, МС имам обона, јас во странство ќе одам да се лечам, во странство ќе барам, нели, опции, вакви или онакви. Што е разликата помеѓу лечењето на МС во Македонија и лечењето на МС во странство? Како што спомнав и претходно, значи немаат потреба пациентите да одат надвор од држава. Значи, со исклучок на можеби алтемезумабот, како и да е, не го ни изговарам точно, сета друга терапија е присутна. Од оваа година, значи, е присутна дури и Кесимптата. Значи, сите лекови се достапни на располагање. На клиниката има врвни невролози, кои што се искусни невролози, кои што се докажани во долгогодишната работа со вакви пациенти. Тоа се експерти кои што се докажани не само во државата, туку и надвор од државата. Така да навистина нема потреба да се изложуваат на дополнителен ризик, мислам дополнителни финансиски трошоци за да појдат во некоја друга земја. Значи се што има клиниката можност и во однос на дијагностицирањето и во однос на лекувањето. Значи не е нешто што не може да го добијат во нашата земја, со оглед на тоа што и таа терапија е бесплатно достапна за сите пациенти. Значи, за разлика од некои други земји каде што не се сите лекови под... Да, апсолутно. Јас мислам и дека како државјани, странски државјани, сигурно не би имале палета на терапии кои што може да бираат, нели, или кои што би им биле подостапни. Од земја до земја, не може би има и поразвиени земји и земји каде што има, нели, и други некои форми на лекови. Меѓутоа Македонија не заостанува во тој поглед на достапност на терапија или пак во однос на дијагностицирање. Има доверба во нашето здравство по однос на невролошките значи состојби. Сите членови на комисијата за имуномодулаторна терапија и други невролози надвор од комисијата се врвни и докажани во струката. Не знам за крај нешто да им додадеме на пациентиве, затоа што знам дека овие разговори уствари немаат крај. Секогаш има потреба од нешто ново и ново и ново и секогаш кога ќе заврши разговорот ќе биде можевме и ова да го кажеме, можевме и тоа да го кажеме. Значи ќе може и во иднина да го кажеме. Еве сега на пример во овој случај што би можеле да додаеме? Ништо да не менуваат во начинот на животот. Оти знаете како колку повеќе читате, оти сега со ова во ерата на интернетот секој некој може да пласира некаква си информација која што не значи дека е вистината. Тоа викам, колку има на интернет, нели, за читање, колку има информации, толку се и дезинформации. Апсолутно се слагам. Значи за да не дојдат во заблуда за тоа, значи многу е битно сите информации да ги добиваат од неврологот кој што ги води. Нема потреба од дополнително оптоварување, од дополнително читање, од дополнително предвидување на својата судбина. Значи секој пациент е индивидуален и пристапот кон лекувањето е секогаш персонализиран, значи стриктно према него, према симптомите, према потребите. Значи не треба да прават драстични разлики во стилот на живење, во стилот на исхрана. Значи исхраната, како и за секој здрав човек, треба да биде избалансирана, со прости масти, значи не нешто да биде трансмасти или не знам што, да биде претежно на свежа храна, здрава храна. Тоа е за секого, без разлика дали е дијагностициран или не. Однесувајте се како здравите, оти вие сте во суштина здрави луѓе. Здрави луѓе. Така. И така треба да се доживуваат. Благодарам за разговорот. Ја мислам дека ќе инспирира барем 10 од луѓето со МС, од било кој уствари да инспирира барем 10 луѓе, ја мислам дека е успешен подкастот. Да се надевам.
Ви благодарам за што не следевте. Чувајте се, еве чувајте го своето здравје, здрава исхрана, вежби апсолутно колку можете повеќе. Мислам дека ќе се видиме во следен подкаст. Довидување.